Почитувани мој добар ден. Вие сте со новото издание во Црвена линија, петочно издание и секако како во текот на ова измината недела, така верувам дека и денес ќе ве има во огромен број, па заедно со вас еве и ќе укажеме кој е ставот и мислењето на граѓаните. А еве и темата за денес. Вработените од управата за јавни приходи од вчера започнаа со штрајк. И секако ќе напоменам дека штрајкот ќе трае секој ден од 10 до 12 часот, со најава дека ќе прерасне во генерален штрајк ако не им се одобри покачувањето на платите. Побараа средба со министерот Бесими за да го потпише веќе постигнатиот договор. Нивниот револт порасна откако Министерството за финансии, по чија надлежност се и тие, ги зголеми платите за 30%, но само за вработените во финанси. Предупредуваа дека ако не се исполни договореното, ќе бидат приморани да одат на генерален штрајк, со целосна блокада на нивната работа, а тоа ќе значи нема плати, пензии, едноставно колапс за целата држава. За денес протест најави и од Царинската управа. И тие бараат зголемување на платите и порачуваат дека ако треба протестот ќе заврши со затворање на дел од граничните премини. Она што ве прашуваме, кој ќе биде најголемиот губитник ако се реализира заканата со генерален штрајк во двете управи? И дали сметате дека ни предстои комплетна блокада или во буџетот сепак ќе се најдат пари како оние 78% за платите на функционерите? А тука секако ќе ве подсетам дека треба да не заследите на Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија, профилот на Телма телевизија на Facebook и секако задолжително на Instagram. А еве и зошто за оние кои што можеби досега еве не гледале Црвена линија, на Instagram посакуваме да бидете дел од големото Instagram семејство кое што ревносно и редовно дава одговори на нашите анкетни прашања. Па така кога ќе кликнете на Instagram и ќе не заследите на Instagram Story, кликате и еве вака изгледа нашата денешна анкета. Прашањето е дали ни предстои комплетна блокада или ќе се најдат пари во буџетот. Две опции за одговор: под А блокада, под Б пари во буџетот. Како сметате, така кликнете, а секако резултатите ќе ги соопштиме таму по рекламите, секако во ова денешно издание на Црвена линија. А во продолжение, тука и ќе напоменам секако задолжително да кликнете и на telma.com.mk, па и да се задржите на следниот наслов. Со песната Ми заплакало селото Ваташа започна денес одбележувањето на 80 години од масакрот на 12 младенци во војната. Македонија денеска чествува 80 години од масакрот на местото викано Моклишта во селото Ваташа, каде за време на Втората светска војна бугарски фашисти стрелаат 12 младенци, меѓу нив најмладиот со возраст 15 години. Ке подсетам на telma.com.mk, кликнете и прочитајте многу повеќе за ова вест, секако и погледнете го видеото. Секако во ова продолжение, значи она следно што ќе направиме, секако ќе ве подсетиме на имињата на оние кои што трагично загина, односно беа убиени токму во Ваташа. Меѓу нив е Ванчо Гурев, Илчо Димов, Пане Мешков, Данко Давков, Герасим Матаков, Ристо Ѓондев, Перо Видев, Димече Коров, Васо Хаджи Јорданов, Фирчо Поп Георгиев, Пане Џунов и Блаже Ицев. А сега во однос на темата за која што ќе разговараме токму со вас, претходно да се подготвиме и загрееме со прилогот на Ирена Чачкова. И вработените во Царина на предупредувачки протест за време на получасовната пауза пред зградата на Царинската управа излегоа да го искажат својот револт. Барат веднаш да им се исплати додатокот на плата од 30%, за кој велат дека им следува законски, но дека никогаш не го добиле. Ако тоа не се случи, предупредуваат, протестите ќе се радикализираат. Во моментов голем дел од синдикалните организации на синдикатот на УПОС бараат протести, значи ние ќе речаваме ќе направиме протести и во обвинителството, во судовите разговараме, во
центрите за социјална работа, не е исклучена можност еден генерален штрайк на ниво на синдикат НУПИС. Сепак треба да се разговара на наши органи тела, да видиме дали се подготвени, меѓутоа незадоволството е многу големо. За време на протестот пред зградата се појави новиот директор на Царина Богоев. Побара време да се запознае со проблемите затоа што е нов на функцијата. Не вети решение, но тврди ке разговара и со финанси. Се надева дека нема да дојде до радикализирање на протестите. Јас сум неполни 24 часа на позицијата. Во моментов не можам да ветам, ниту да кажам ништо и мислам дека е логично и барам да се очекува од мене да добијам некое време за да можам да се запознам детално со работата. Со двочасовен протест од 10 до 12 часот продолжија и работниците од УЈП и тие се со исти барања. Од управата веќе неколку пати предупредија дека ако не им се исполнат, одат на генерален штрајк, што би значило колапс на целата држава. Подготовките за радикализирање на нивните протести веќе се започнати. Револтот на вработените во овие две институции се појави откако министерот Бесими одлучи да исплати 30% зголемување на платата на работниците само во неговите редови, и тоа заклучно со јануари годинава. Но Бесими натаму останува на ставот дека проблемите во институциите можат да се надминат само со системско решение кое ќе важи за сите, а не со поединечно договарање. Во меѓувреме синдикатите и владата преговараат за нов општ колективен договор и методологија за плати во јавниот сектор. А сега на ред сте вие. Ке посетам на 023070005. Имаме 5 активни линии. Замолувам веднаш уште на самиот почеток со вклучувањето да се намали тонот на телевизорот целосно на 0 и секако да зборуваме преку слушалка. Добар ден и за првиот гледач. Ајде, добар ден, тиче. Добар ден, секој е добро. Ајде, вака, гледаш дека моето се остварува, ја не ми се сорило дека некој што вика ми се сорило, па утре ќе се тучи тоа. Ја кажам уште месеци уназад. Што ако патиш грците кои имаат штрајкови вакви исти блокади? Да, пометиме. Чим нешто не им чини таму во синдикатите, ова блокада према македонска граница. Ни да влезе, ни да излезе. И замислите сега, ние, овој го слушам сега, овој министер што го туриле за тоа, тој вика, ја појма неа, вчера дојдов во она. Па таките наѓаат што појма немате. И ќе сврти телефон, тие са, пушти го на граница, тие са мој 5 шлепери, 10 шлепери. Затоа треба да еднаш да го направиме држава систем. И што мислиш сега? И како се вика, крива палака, како се вика граничниот премин, не знам. И доле Ново село, и ова према Косово и проба да направиме оригинален блокажа. Ни влез, ни излез. Кој ќе дојде да ни каже, освен службени, дипломатски и такви возила? Зашто видовме и дипломатските возила, денеска се користат со шверц комерц на кокаин. Зошто ја го наговестуем дека ќе дојде? И некој се ќе после мене ќе кажува, чекај, рано е. Или ќе вика, да ќе Ајде, мислите ли дека... Чекајте уште 5-6 месеца. Ајде, мислите ли дека ќе се најдат пари во буџетот или ова е пат кон блокада? Се исклучи гледачот, како да е. Големо благодарам за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тиро. Па еве вас да ве прашаме веднаш, дали ни престои според вас комплетна блокада или сепак ќе се најдат пари во буџетот? Треба да има. Овој Тарина штрајкува, ова човек штрајкува, туе па кој? Собиратите на данокот да штрајкува. Тоа го некоја да шаре. Како мој сапи? Од тие свет труди, од зима плата. Плата зима. Царица. Повеќе. А така се зајде устав да мене. Устав. Да не го уставо. Абе, не дојде што прават и работежите. Ове па. Не е царина за кој работа. Не може господин. Не може тоа да е. Тоа е тоа тира. Поздрав многу. Голем поздрав, благодарам за јавувањето. Ќе подсетам, имате 90 секунди. Она што е најважно, внимавајте само на тајмерот, се разбира да не бидете автоматски исклучени, бидејќи толку одбројува тајмерот. Добар ден. Добар ден. Па еве, сметате ли дека ни предстои комплетна блокада или ќе се најдат сепак средства во буџетот? Дали се слушаме? Во црвена линија сте. Ало. Добар ден.
Дали се во црвена линија? Да, во црвена линија сте и ви поставивме прашање. Дали сметате дека Сега има... вака, Сметате ли сега дека ќе има вака. целосна блокада или ќе се најдат пари од буџетот? не, сега вака, нема пари на изјување. Опозиција за тебе да отвори расправа во парламентот, се длуби со 18 и намалат платите сите буџетари, пратеници и министри што се. Се длуби со да се намалат платите, а не народ нема леп да јаде. И тоа поситно расправа во парламентот се отвори. Значи, опозиција тоа треба да го постави тоа прашање. И подскитно. И е така богата и да се некатуват платите и да не ви прават кускарници и кускарници на феритетот на Малово на Вујшо, а на феритетот на Кучијата расте. Нашиот градоначалник Ветко Јаджев ги фрла на Бунише Кучињата. Таа лајка има Значи, ве лајка. молам да не зборуваме на таа тема. Еве, дали сметате дека набрзо ќе се реши овој проблем и ќе се одговори на барањето на УЈП и Царина? Благодарам многу за јавувањето и секако еве како инспирација од ова предмалку да посетам да се држиме до темата. А темата денес е, еве го гледате и конкретното прашање, дали сметате дека ни престои целосна или комплетна блокада или пак сепак во буџетот има пари, ќе се најдат пари и ќе се најде со тоа решение. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Овде Никола од Ѓорче. Голем поздрав до вас. Благодарам. Ја мислам ќе се најдат пари. Зашто? Ќе образложам кратко. Пошто 90% вработените во Царина и во УЈП се членови на СДС и на ДУИ. Ако тие штрекуваат, значи ќе нема плати, пензии за тие големите функционери и за сите. Ја мислам ова е каша попара на СДС и на Ковачевски. Значи ќе се најдат пари. Второ, немаме ние јак синдикат како грците која ќе се рече се штрајкува до крај. Значи да дефинирам, да не должам, ќе се најдат пари, ќе им се исплата тие 30% и нема да се направи блокада на буџетот. Еве, патенци ми зборот, толку од мене, бидете поздравени. Голем поздрав и до вас и секако и големо благодарам еве за вашето учество. Продолжете да не следите. Добар ден. Добро, ајде во продолжение секако да не заборавам, бидејќи и твитерџи имаат поприлично многу твитови, се разбира, секогаш активни и еве сега ќе видиме па нешто овде не реагира, но секако во исчекување сме на тоа да се завртат да се заврти нашиот добро познат број 0230700005. Запомнете, имаме 5 активни линии. Ќе напоменам оние кои што многу порано вртат за во квизот, подобро да вртат за црвена линија, бидејќи ако сега веќе вртат за квизот, блокираат, а ние не сакаме блокада. Кога сме веќе кај блокадата целосна и колапс во однос на испорака на плати, пензии, доколку се случи генерален штрајк, Гоца од Прилепеве што има напишано на Твитер. Јас реков, ако не им чини платата во управата за јавни приходи и царина, слободно нека дојдат во приватен сектор да работат. Ова е практично твит на насловот дека почна штрајкот во УЈП, а исто така и допишал дека царина се најдоа навредени и увредени откако ги фати Спасовски со рачињата во медот. Но што мислите, ќе има ли целосна блокада или сепак ќе се најдат пари во буџетот? Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Да, намален е тонот. Драго ми е и еве вие сте во црвена линија, повелете. За прв пат се јавувам во црвена линија. Драго ми е, верувам не и последен пат. Па се надевам дека не и последен и јас исто. Така, сакам да кажам дека кога имаше пари да се зголемат платите на 78%, што не е воопшто реално,
Тогаш треба да се најдат пари да се зголемат платите на останатите. Не само на царината, не само да не ги набројувам, значи во сите сектори. Ако веќе зголемуваме плата, значи треба да зголемиме секаде. А не за да чекаме да дојдат до вакви ситуации, за да мора да штрајкуваме за да си ги добиеме тие, да речеме 30%, нели? А мислите дека ќе има брзо решение и ќе се извадат пари од буџетот или сепак има блокада? Како ви изгледа? Па искрено, не многу нешто се надевам дека брзо ќе се изнајде некој решение, со оглед на тоа што сите сме сведоци на оваа ситуација во која што веќе живееме долго време. Така, ако е тоа се, јас ќе ви се заблагодарам и веќе подсетам уште еднаш, нека не биде само овој пат, ве очекуваме и во наредните изданија на Црвена линија, а и препорачувам да останете со ова издание, за да можете да слушнете што понатаму и веќе кажат моите гледачи. Добар ден! Ало, добар ден! Добар ден! Убав ден да си имате. Најубав ден, па еве, ќе имаме ли убави денови со оглед на тоа што се најавува генерален штрајк или... Ќе имаме, Тина, како не, ќе имаме. Ќе се вразумат овие од власта и функционериве кои што само за себе мислат. Пред се дали знаат што значи еден царинарник, граѓаниве. Царинарник, која представува државата кога влегуваат било кои луѓе, странци и друго. Да ги прашам дали знаат еден високо образован царинарник колку зема личен доход? Од 25.000 до 30.000. Па секој ќе го подкупи бре луѓе. Како јас да му дадам на еден административен функционер, политичка партија во фотеля да седи цел ден или во парламент кој што не искача да гласа за ништо, не работи, нему да му дам 78% зголемување на овој кој што е на граница, кој што поминуваат и разни луѓе, и криминалци, и чести, и поштени, и ги оставуваат без лични доходи, со минимални. Па крадене, па ќе крадат. Како мислите дека? Исто и финансии. Зашто цела држава не е функционална со плаќањето на даночните обврзници? Затоа што не се платени. Нив треба да ги плати. Тие се осетливи места, кај што тука се играта криминалот. Меѓутоа, такви се овие политички партии, за жал, тие не се толку луди, знаат дека тие се осетливи места. Ке подсетам само време трењето е 90 секунди и вам ке ви се заблагодарам за учеството. Продолжуваме со вас, па веднаш последниот гледач ке одиме повторно со Твитерџи. Добар ден! Добар ден! Одлично ве слушам, драго ми е дека е така. Видете вак, како прво еден спомна дека сега биле СДСМовци и што ќе знаеме во царината. Не е точно. За време на Љупчо сите беа со четврто пикнати внатре. Лепе плакати, децата, едно друго, ај кај да ги пикниме, ајде царина, ајде полиција, ајде ваму, ајде таму, сите беа полуписмени луѓе. Нормално имаме сега и понекој високообразован, кој што на вистина би требало да биде платен спрема образованието. Меѓутоа, тие со четвртото ставмо е, ако се 20.000 и многу му се. Така да, јас мислам дека не е тука во ред работата. Меѓутоа, овие 78%, нели, и самиот председател ги одби, меѓутоа, сепак изеде тој, му стигна на сметката, гизел на гизел, Господ знае што направи, меѓутоа, тие не треба да се земат. И заради нив, и заради други трошоци во буџетот, треба да се направи блокада на буџетот и да се направи ревизија на буџетот. Да се види кај одат парите, зошто одат парите. А не вака, 78%, ајде, си ги зедоја и се сврши работата. Тоа не е начин. Тука требаше една ревизија да се направи. Зошто 78%? Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Ве има и тоа ми е драго, затоа предност ви даваме токму вам. Добар ден. Добар ден. Па кои ќе бидат вашите одговори? Еве, сметате ли дека ќе има целосна блокада или ќе се најдат пари од буџетот? Не. Ќе го поставам обратно прашањето.
Значи ќе го поставам обратно прашањето. Колку си ја вршат работата на царина? Сведоците сите патуваме Грција, Србија. Секогаш нас се случува ни паднал системот, гужви, колони возила. Значи, прво, нека се запрашаат самите колку си ја вршат работата и колку швец прават. После, нека излезат и нека кажат дали им се мали платите или не им се мали платите. Сите знаеме како проаѓаат таму работи и камиони, луѓе и... Дали ви имате лично така непријатно искуство? Да. Што ви се има случено? Долга ќе биде, нема да ми дозволи времето да ви раскажам, меѓутоа имам лично искуство. Така. Така. А ќе има ли целосна блокада? Како ви изгледа или сепак ќе се најдат пари? Ние блокада секако имаме. Значи, појдете сега граничните премини, кој ќе почне сезонава туристичка, секако се блокирани. Значи, километарски колони се во прашање. Да, благодарам за јавувањето и да, точно ова е сезоната кога започнуваат летните одмори, што значи Македонија е еден вид транзит земја низ која поминуваат анормен број на возила, а и веќе стандардно се започнати големите гужви, но со најавата на генералниот штрак, тогаш она што може да престои во државата и целосна блокада со оглед на тоа што генерален штрајк, ќе потсетам, не најавуваат само вработените од царина, туку и од управата за јавни приходи. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Да, добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, не ве прв пат се јавуваме. Драго ни е. Да, бидете ми поздравени, секој пат те гледаме и црвена линија и после кој ќе го вртите тоа трекавото, ама не сум свртила дека тешко се добива, ќе пробам денеска, такав фимка ќе проба денеска. Апсолутно препорачувам да бидете упорни. Еве, во однос на темата во црвена линија, ви личи ли дека ќе имаме целосна блокада или сепак наскоро ќе се најдат и решенија со средства од буџетот? Не за да ви кажам, целосна блокада ќе има, па треба, значи, да има зашто да не. И ние пензионерите, ние ако треба да искочим блокада, и што ќе правиме тога? Ако вака не се работи, како ќе добиват и плата, и ние пензионерите пензија, не знам до кога вака ќе биде, овоа вака никад не било и како што памтам, толку години имам, 70 неколку тама, па вака не било, не знам, со овие блокади више, аман. Па ако и се покачат платите, како што каже еден демек, да имале големи плати, ако и се покаче, ќе заврше блокадата, ако не, сигурно секој си бара. И ние треба да си бареме, како ни се покачат там 78%, и на нас да почнат пола на ке ни покачат, па ќе бидеме задоволни. Бидеме поздравена, освет те гледаме и ќе гледаме и понатамо. Поздрав! Благодарам многу, бидете вие поздравена и што поскоро, еве, за многу куса време очекувам да ве слушнам и во заврти на Телма. Но вие вртите сепак на Телма, но овој пат за да се вклучиме во дискусијата на црвена линија, ќе ве потсетам 5 линии ни се активни, па навистина сакаме еве да слушнеме буквално кои се вашите прогнози. Ќе има ли целосна блокада или сепак ќе се најдат средства во буџетот? Добар ден. Добар ден. Кои ќе бидат вашите одговори? Моите одговори ќе бидат вака како што ќе одговорам сега. Во буџетот дали се најдат пари за овие штрајкувачи? Па ќе се најдат за тоа што тие во буџетот го полнат буџетот само од македонците. И струја да плаќаме на овие што не плаќаат, и вода, и се што треба само на македонеците. Дерењето кожа, додавањето даноци, додавањето повеќе пари за струја, за да се покријат сите работи, и ако немат, тогаш земаат 100 милиони, 200 оваа недела, другата 100, 200 или 500 наредната тамо недела или 10
заеми и кредити од Светска банка, од Ѓаволската банка и така да ќе покријат, овие ќе најдат начин како да покриваат со уништувањето на македонска држава и на македонската нација. Арно, ама овој наш народ, гледајќи што се случува по светот и кои се причинителите за уништувањето на светот, знаеме дека колонизаторите, кои се колонизатори, тоа го знаеме. Дали мислите дека навистина ќе се случи генерален целосен штрайк, што ќе значи целосна блокада? Вака сега да ви кажам, еве ние секојдневно обработуваме теми, новинарите пишуваат, кажуваат теми, кога ќе заврши емисијата како мова да не ги вади. Како ова за нив, се исто дали ќе пропадне Македонија, дали ќе пропадне буџетот, дали... Јасно, благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Па еве, кои ќе бидат вашите одговори? Па видете, дека ќе се најдат пари, ја ви гарантирам дека нема. Значи пари нема да се најдат, пошто инатот е голем, а да оваа состојба може да се надмине само доколку се донесе тој закон за да се избрише тоа фамозно зборче бруто и да се стави нето и ова што зема овие две плати, ако сакаат нашите душегрижници за народот да ги вратат вишекот на пари, тогаш добро, ако не, ќе видиме како ќе ги враќаме. Дали ме разбирате? Значи решението е само тоа. А дека бидејќи 78% да добијат покачување плата и цариниците и ује, па нема шанси, мислам, тоа теорија е комплетна. 30% на што сме сведоци? Сведоци сме, гледате, повторна политичка поделеност без да гледаме реалноста, тоа е дека баш тие политичарите чутат сега како риби и не сакат никој да повлече нога да го смени законот. И сега, знаете, крива е владата, ама каде е тука парламентот? Ба сака да видиме, речеме, нели во парламентот има луѓе што се грижат за народот, нели се грижат, па не смијат од грижи. Никој не предлага закон за измена на тој фамозен закон за да се уништи таа одлука. Дури, што е многу страшно, птивко, пополека сите ја прифаќаат одлуката иако ја тлукат. Па земете општина Ѓорче Петров, сега понеделникот или вторникот советот, нели донесе одлука со тешко срце, градоначалникот му ја покачија платата за 78%, што го прават и другите општини, мислам, со тешко срце. Затоа што ми е многу жал за народот и Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Ќе посетам само, внимавајте на тајмерот, но може репете си како можете и повторно да го завртите нашиот број. Добар ден. Добар ден, сине. Па како сте ми, баба Роска? Јас многу добра сум. Многу ни е драго дека се чувствувате одлично. Па ти не види вака, јас ќе кажем. Ја не сум тамо кај парите да знам дали ќе има, дали ќе нема, али ако откажат овие 78 там посо, да откажат сите, ќе има за сите да разделат помалку. Иначе друг чарен нема. Ако нема тоа таму у буџетот, па нека направат хуман гест. Нека откажат, они имат големи плати, не мора да земат толку вишкови. Па тогаш ќе има за сите нас. Ја само тоа сакам да кажем и да ставам ред на други. А еве, мислите ли дека би се откажале функционерите од ова покачување? Абе, гледам ја председателе се откажа, ама само од 6000 се откажа еден месец и после си ги прима. Тој не е решение, треба да ги откаже за секогаш. Да не ги прима и другите, и ВМРО да откаже, и СДСМ да откаже, и сите. Тогаш ќе има да сите да разделат и нема да имат блокади по Скопје. Знаете дека не ветер пропаѓаме, не може се работи. Блокада овде, блокада онде. Пензини трошеме. Малку ни се скапи пензините. Круже дете едва да си дојде дома. Па затоа не треба блокади, него треба тие таму. Така, благодарам многу, баба Роска, за јавувањето. Продолжуваме со вас. Секако, добар ден. Здраво. Здраво. Па види дека ова ми е симптоматично да се ујапат, да се путуват и царина. Ова се во корелација со СДСС, значи позади ова стои цела една политичка партија. У некој поглед се во право што го прават ова, бидејќи оној бесими дрско и безобразно
си подели покачуваме само на неговиот ресор, другиве кои ги стриже. Нормална ствар, а се они во коалиција, владина коалиција, љубов сам помеѓу нив не постои воопшто, него постои само интересот. Така да ова игра на СДСФ, затоа што кога можат они да се поделат, па можем и ние на нашите да поделиме, а приведејќи под царина и УЈПС најголем дел од СДСС, се ова игра, ја знам колку големи херои се тие таму штрекувачи, што ги покажувате по телевизиите, тие немаат храброст да покренат некоја иницијатива дома во куќа, не па да прават штрекови и побуни, него едноставно се покренати со таа партија и сега се очекува договање на ДПН у власт, па да тераат работите како што. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Еве сега време и малку со твитерџи, да не биде само еден твит. Нели прочитавме Менталист, еве развил и дискусија со Гоце од Прилеп, напишал кога има 78% за функционери, кога има за надгледувачи на автопатите по 30.000 евра, кој има за патарини на пратеници, за кафињата на Маречик, тогаш има и за нив. Кој бара ќе добие. Гоце од Прилеп напишал: не ги оправдувам нив, ама не ги оправдувам и тие од Управата за јавни приходи и царина. Глупава ти е споредбата. УЈП и царина имаат по еден директор, а и илјадници вработени кои ги плаќаат даночните обврзници. Односно, обичниот народ кој си ја заработува платата. А и платата во УЈП и царина не е мала. А што мислите вие? Дали ќе има генерален штрајк, тоа е целосна блокада во исплати на пензии и плати и секако штрајк на царината, или пак сепак ќе се најдат средства во буџетот? Добар ден. Добар ден, Тинче. Голем поздрав. Исто, Телма, прекрасни сте. Благодарам. Поздрав голем. Вака да ви кажем, ќе има блокада и тој 100%. Овие функционерите направија толку како рана на некоја рана, знаеш, кад зарасне, па кад го стават јод, 78%, кад има за нив, ти има за сите. Зашто додек дете не заплаче, мајка не го зима. Истото ти е тој. Еве, сите нека штрекуваат, нека... Значи, овие толку испаднаат желни за власт, толку гледамо, шетат се, златни лажици, идат, водат жени, деца. Значи, тој, знаеш, не живеен човек кад дојде на власт колку е лошо. Колку е лошо, еве што направија они. Докога народот упропастија, и пензионери да искочат, и царинари, без разлика кој каква плата има. Кад има за овие 70%, нека има 30%, 20%, а не 7%, па на што личи тој? Па тој некој неписмен дете па ќе рече стварно што прават овие. И па како не ги е срам, па се нале тамо, па се шетат, па се смеат што се горе. Кад дојдеа беа слаби, се поправиле тоа образите, ќе ни пукнат, оно не е убаво човек да збори, ама вишли нашле пара народот да го стрижат и дај сега јагма, што викат стари, ќе правимо што сакамо. Не е убаво, нека има све, нека има сите, нека искачат. Кад има за нив, нека има за сите и овај народ малце да живне, или да има за сите, или да нема за сите. Да се стави еден пут крај, да дојдат некои домаќини и овај Македонија наша мила да појде напред, а не народот да плаче, да кука и секој ден по некој гледа му умират. Благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Добар ден, Тина, уште имаш, не знаеш дека сум јас на телефон. Вие сте. Сега ја вака контра ке одам на сите јавувачи. Зашто ова е политички маркетинг на зелените и на ненародниот премиер директно со председателот. За да се направи еден револ или една граѓанска војна, рат, како сакате речете. Ако УЈП и царина штрајкува, што ќе правиме ние пензионерите и мајките со деца без плати? Значи, меѓу себе ќе се убиваме. Да утре да испадне опозицијата дека е крива. Еве, ние и дадовме шанса на опозицијата ништо не прихваќа. Само политички маркетинг е ова, ништо повеќе. Лукаревска му е таму, нивна одежда е човек, заменик на Ковачевски. Како може да дозволи да има штрајк
кај што плаќаме ние придонеси во... Но тоа значи дека и функционерите и политичарите нема да земат плата. Па, нека не земат, он има резерва. Послушајте ме, ке ми помине времето. Они и да не земат 5 месеци година, они имат. Него што ќе правиме ние пензионерите и овие со ниски лични доходи што се имат деца. Значи предизвикува рад исто како во Косово што предизвикува Курта. Ништо повеќе. Народе македонски освестет. Големо благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, открива Паланка се јавувам. Голем поздрав, дали е намален тонот на телевизорот? Овде на телевизорот, извинете. Така, целосно на нула. Ало. Ве слушаме во Црвена линија сте. Вака сега една баба се јавува открива Паланка. Од 75 години. Вака сега. Стално се збори за парите, парите ги нема, пари нема за никого, нема за старите, има ли, нема ли, никој не прашува дали има, дали нема, како живеат, што живеат пензионерите. За нив никој не води брига, ми се чини. Работниците работат, што земат, што не земат, не е чуено, не е видено на никаде. А што да кажем, ја еве 16 месеца ја прекарувам со мои 7.500 пари. Мажот ми почина, земам 7.500 од него што сум наследила и сега имам од транско пензија. Све е оправено од Франција, све што треба, како треба. Писмо за писмо. Ке стигнат и јас што да правим, кај отидува моите пари. Дајте ми еден совет, кој може и како може, каде се моите пари. Што да работам, јас сум сама. Деца са ми далеко, јас сум само 76 години жена. А еве, дали ви изгледа дека ќе се најдат, например, пари од буџетот? Како, има ли пари во буџетот за покачување? Јас чекам од Франција пензија, си маш ми взимаше. Све сам оправила документи што треба, све како можеше и што можеше. И сега кога треба да стигнат парите, 16 месеца више кај се моите пари. Така, благодарам многу за јавувањето. Верувам дека имавте причина да ја споделите својата лична судбина на некој начин, но еве ќе потсетам за понатаму, навистина сакаме да слушнеме во ова издание на Црвена линија. Дали верувате дека има средства во буџетот за да не се случи целосна блокада и генерален штрајк, или сепак ќе има генерален штрајк? Добар ден. Здраво, Тина. Здраво. Вака, и да нема пари буџетот, јас ќе им предложам на власта и на овие функционери. Пошто еве и Патриотската партија ДПМН кажуваат дека тоа било неправилно, а тие не се откажуваат од тие примања. Ајде вака ќе им предложам дека го преполоват тоа 78% напола и нека на другите граѓани им дадат, нека им дадат останатиот процент на царинарници, на УЈП и на инс други. Зашто тоа не го направат како функционери? Затоа што нивните плати беа по 1500 евра. Не им беа по 400-500 евра, 1500 евра. Сега им се зголемија на 2500 евра. Кој има 1500 евра? Знаеме дека имаат програмерите, али тие за странски компании и тие работаат, они деноночно работаат за тие пари. Така да сакам да им кажам друго. Ме иритираат овие од патриотиве дека сите биде од СДСМ. Дури замениците имаат над 3000 евра плата, но еве ќе се откажат ли од своите покачувања за да има во буџетот за останати покачувања? Нема да се откажат. Никој нема од овие партиски функционери да се откажат. Без разлика ако ДПМН зборуваат и кажуваат завртени магли, кои што само приврзаници да најдат, нема да се откажат. Тие се лакоми за... Благодарам многу и вам за јавувањето. Еве сега уште еден интересен твит. Го читаме за да еве и вие можете да се надоврзете на ова што го зборуваат, односно го пишуваат на Твитер. Менталист напишал: ха, грешка си. Има што работат и под 30.000 во управата за јавни приходи. Седно, и даскалите треба да се близу 50.000, само треба да ги навалат према број на студенти и ученици.
Кошо реков или како што реков, кога има 78%, има и за овие. Нека си се изборат, нека преговараат. Гоцот Прилеп напишал просек кажав, има и приправници што ги држат до избори. А што мислите вие? Има ли доволно пари во буџетот за да се одговори на барањата на Управата за јавни приходи и царина? Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Па дали има пари во буџетот, дали ќе има пари? Че има пари ако имаш власт која отвора фабрики, која гради автопати, ја возобновува цела држава, значи имаш здрава, силна економија, заангажирана власт која деноноќно работи. Но ова власт не е мене се покачија платите за 78%. Тие се себични, мислат само на себе си. Не знам дека треба да покажеш добри дела кон овој народ. Реков пак, значи да браниш Македонија, да браниш се македонско, да градиш фабрики, а тие само и предаваат, и крадат, и пустат, и уништуваат се македонско. Са тоа разликата голема, но кога беше ВМРО и Груевски, имаше развој на Македонија, здрава економија. Кажете ми сега вака, дали сметате дека ви личи дека во овој момент и ќе се случи генерален штрајк и целосна блокада, или сепак ќе се реши ова? Што поскоро? Многу е кратко времето, а долги прашања те молам, јас повикувам сите луѓе во цела Македонија, не денес, едни, утре, други, така, секој ден блокади, со месеци, со години без ефект. И повикувам масовно штрајк цел народ против ова антимакедонска предавничка криминална власт. Благодарам за јавувањето. Сега вака, она што ќе ве замолам, значи, внимавајте само на употребата, подобро да речам, придавките кои што ги користите кога сакате да го изразите своето незадоволство, а секако црвената линија е сензитивна и реагира на погрдни зборови, сепак сме емисија која што ја гледа целата публика, дури и она малолетната. Добар ден! Дали се слушаме? Ало, добар ден, се слушаме. Добар ден, во црвена линија сте. Благодарам ти што ме уклучивте. Прво се најубаво ви пожелувам и сега едно многу прашање убаво кое што мене ме боли. Ве молам на Горан, вашиот Горан, кој што ги држи оние емисии на Сабајле. Бидете љубезни, кажете му кој ќе ги носи, мислам како на пример замениците на народните правобранители. Дали ќе сака Горан да дојде со нас, да види што се работи таму, не овде на телевизија. Толку имам да кажам за тоа. А сега за ова заплативе. Да стане цел македонски народ, иначе ништо. Кажете, не ве слушам, од ги исклучив телевизија. Еве, мислите ли дека ќе има пари во буџетот или сепак ќе се случи целосна блокада и генерален штрајк? Па, нормално дека ќе има пари кога генерален штрајк мора да има, зашто пари има во буџетот, тие се ги троша. Но што чека македонскиот народ? Убаво каже една пензионерка. Сите пензионери да се собера и да стана. Само станување сите генерален штрајк, па така да му дојде памет на ова на ајде јас да не се изразувам сега, кој што не облекол ни војничка чизма, не знае што значи, а тоа ќе не води. Толку само сакам да кажам тина. Генерален штрајк, стани Македонија и стани Македонија. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Не се докажа. Ако може репет. Кажите ми еден цариник што зема помалку плата од 1000 евра. Нашите гранични премиди. Знаеш што е 1000 евра за цариник кај нас? Ништо. Па еве вела дека сепак имаат информации дека има и онакви кои што земаат и по 30.000 денари. Ама ти знаете, имаше камери, има тоа она и покаже како изгледа пакет Малборо, пун со долари со марки. Па делеа на некому од тие пикапци, тебе една пакло Малборо со 500.000, со 2000 евра. Разбирате? Сега ова е чисто перење. Ова до сега што се случуваше, јас зашто ти реков, 1000 марки од утре дека има. Ама кој ќе се фати у такви сделки, било какви, и ишарети,
Ќе оди до животен затвор или од 5 до 15, како иде. Нема вртење телефони. Мицкоски, Шерибана, овој, тој, Спасовски, овој. Нема вртење телефони. Ајде да видиме. Може тоа да го направи Оливер Спасовски. Ќе направи утре за мајле. Разбирате, тука имате граничен прелаз. Црна Гора, Косово, Македонија. Да не зборим Србија, горе. Доаѓаат странци. Тоа го гледаат. Странците го пријавиле овие. Ова, не македонците. И сите што живеат тука во Македонија. Странците го пријавиле. Разбирате? Затоа сме таргет. Благодарам за вклучувањето. Имаме се уште време, секако сакаме да слушнеме кој ќе биде вашиот одговор. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Добар ден. Еве, дали ќе има пари во буџетот за да се направат овие работи што треба да се направат? Па, Министерството за финансии, за економија, царина, управа за приходи, тоа се приватни фирми, приватни штедилници, тоа се комбинации на владетелите наши, како што порано се слушна дека овој прогонетиот што беше директор на царина од Куманово, дека носел дали секој ден или секоја недела од 20.000 евра на тогашниот председател на ДПМН, не знам, таму имаше некоја верзија по медиумите. Значи, ова се приватни фирми, ова се крадење, уништување на државата, уништување буквално по секој основ. Медицината е уништена, заштото е уништено, полицијата е уништена, армијата е уништена, образованието да не зборуваме. Децата уште од мали да могле штом се рода се определи дали сака да биде машко или женско. Бог да чуе и да брани. Калифорнија е расипана, од тамо целиот лошоти го потекнува, а нашиве западот. Со кој ум, со кој разум ние така се однесуваме, јас пару се прашувам. Благодарам за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Ќе се представам ништо страшно, значи вчера ми исклучи лите треска од подножието на Капиново. Значи вчера искоментирав за дечково од Прилеп што 3 пати се јави, а јас сега не видов разлог зошто вие го исклучите. Значи дечкото кога малку е досаден што јавува, меѓутоа што ќе каже многу паметни зборови каже. Значи тука мораме малку да обратиме внимание. Дали треба да се каже фашисти и така натаму? Дали ме разбирате? Слушај, па јас сум од постарата генерација поучев историја фашисти, германци, партизани. Ајде, кажете ми за темава. Ајде да искористиме тоа што се јавивте. Дали ќе имали пари во буџетот или навистина ќе се случи генерален штрек? Во буџетот, видите, една работа да ви кажам, јас сум лаик за тие работи, меѓутоа сите денеска постанавме политичари. Да се разбереме една работа. Што се несе тија по Европски унија, нема тоа, нема да се наде. Прво политичарите не сакаат тука да влезат, затоа што машината за перење пари е Македонија, Србија, Косово, Црна Гора и така натака. Тука да се разбере. Пари ќе има, секогаш. Али кога ќе слушате вие дека Македонија добила 10 милиони евра, 10 милиони евра кредит. Благодарам за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме, дали јас сум? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, Тина. Добар ден. Сакам да кажам, значи за парите за што штрajkуваат овие сите за покачување плати, така? Да, барат покачување од 30%. Така, али сите да се придружиме и пензионерите. Што ќути таа председателката на пензионерите таа Станка? Знаете дека само гледа за нејзиниот џеб. Сега во она прва треба да стане на челост. Пензионерите се за никаде за греови. И нема срам таа, мислам, она зима многу пари.
А еве вака сега да речеме, ако се случи и најавене, доколку не се исполнат барањата, ќе има генерален штрајк, ќе нема плати, не пензии. генерален, сите со све. На площад, сите. Доста е више трпење, така ли е? Генерално сите да излеземе и да биде поделено достоинствено за секој да може да живее. Толку, Тимче, поздрав. Голем поздрав, благодарам. Одиме со реклами. Сега е време и да ви сообштам како изгледаат резултатите од Instagram Story анкетата, но и уште еднаш да ве потсетам да не заследите на Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија, Тилма телевизија на Facebook, а еве Инстаграмџи како одговорија на нашето денешно прашање. Дали ни предстои комплетна блокада или ќе се најдат пари во буџетот? Со блокада одговорија 76%, а со пари во буџетот 24%. Како и да е, ние нема да имаме блокада на награди доделување, секако нема никаква најава на штрајк, туку има најава на добра забава пред се, убаво расположение и онака надвор врне, но ќе ве потсетам со чевата страна е во Заврти на Тилма. Прво ќе им се заблагодарам на сите оние кои што зема учество во ова денешно издание на Црвена линија. И сега го ќе ги поканам и ќе ми биде многу драго да ве слушнам и во поинакво расположение, тоа е да заиграте во квизот Заврти на Тилма. Па и ќе ве подготвам, а тоа значи дека ќе ви прочитам прашања кои што секако ќе бидат прочитани и кажани во Заврти на Тилма, што значи можност да си освоите награда. Одиме со првото прашање, значи имаме прашање која македонска пејачка ја испеа песната Мамо, мамо, Джаро ми е драг. Потоа, чија жена била кралицата Марија Антоанета? На Иван Грозни или Луј 14? Од која песна е стихот Твоите очи лено мори воденски, череши се, дај ми ги на мене, јаска да ги изедам. Како се вика бродот на капетанот Немо од книгата 20.000 милји под морето? И еве ви уште едно прашање, како се вика енигматската загадка во која наместо зборови се ставаат знаци, слики и цртежи. Верувам дека мемориравте, јас за кусо време сум во мојата втора канцеларија и ве чекам да заиграме, па и да славиме за многу вредни награди.